Почитувани гледачи, добро вечер. Започнува централното издание на дневникот на телевизија Кочани. Еве што ќе гледате во него. Подпишан меморандум за соработка помеѓу компанијата Амфенол и Средното општинско училиште Ѓошови Кентиев од Кочани. Започна пробивањето и изградбата на последната делница од 1500 метри од регионалниот пат видовиште Теранци. Инвеститор е Државната агенција за патишта. Бизнис средба помеѓу Унгарската трговска комора и градоначалниците од 5 општини од источниот регион. Одбележан 7 мај денот на полициските службеници во просториите на Кочанската полиција. Вистината за новото чудо во Лесновскиот манастир преку изјавата на митрополитот Брегалнички господин Иларион. Со информациите од дневникот почнуваме веднаш по рекламите. Останете со нас. Спортисимо, водечка трговска мрежа за спортска опрема во Источна Македонија. Секогаш на најдобрите локации. Најквалитетни, најснабдени и со најдобри цени. Во Кочани во нов модерен објект на нова локација, во зградата кај Крушарски мост и во градскиот трговски центар Блок Б. Во Струмица, во трговскиот центар Глобал. Во строгиот центар на Штип кај кружниот тек и во склоп на хотел Оаза. Спортисимо ви ги нуди сите светски брендови на едно место и по најповолни цени. Само Спортисимо во Источна Македонија покрај Адидас ви нуди широк асортиман на Лакост и Наик. И оваа сезона посетете ги продажните објекти на Спортисимо во кои пристигна новата колекција. Светлина во недоглед, Лумина. Најсовремено осветлување за сечи дом во автентична и модерна форма. Секаков вид светилки, лустери, фенери, дзидни и подни ламби, изработени од врвните креатори на практичноста и префинетоста. Жариштето на светлината нека доаѓа токму од вашиот дом. Салонот за осветлување Лумина ви нуди наивтина LED програма во регионот со сопствен каталог и достава за само еден ден. Лумина е застапник во земјава на познатите Егло, Ошџан, Филипс, Масив, Вито и Каза Луче. Домашниот интериер збогатете го со убавината од Лумина, предвесник на модерното осветлување. Термосол Кочани. Термосол системи на секој кров. Воспоставете контакт со сончевата енергија, инвестирајте во соларен систем, штедете преку на ефтината енергија. Искористете го 25 годишното искуство и стручност на Термосол. Направете ја вашата најсплатлива инвестиција. Постигнете еколошка сигурност. Искористете ги субвенциите до 31 мај. Термосол Кочани 2,5 деценија знаење. Докажан квалитет, стручни совети, обезбедени резервни делови, сервисна подршка, цврста гаранција. Еднаш инвестираш, цел живот уживаш. Термосол сончеви колектори за секој дом. Овозможете му на сонцето со целата своја топлина да влезе во вашиот дом. Термосол Кочани, сигурен избор. Подпишан меморандум за соработка помеѓу американската компанија Амфенол и Средното општинско училиште Ѓошови Кентиев од Кочани. Меморандумот за соработка го подпишаа директорот на Средното општинско училиште Ѓошови Кентиев Димче Сребренов и директорот на американската компанија Амфенол Саша Наков. Со ова се продлабочи соработката со оваа американска компанија и од големо значење за Средното училиште, изјави директорот Димче Сребренов. Именно во месец април беше овозможено од нивна страна посета на нашите ученици еднодневна со цел да се запознат со технологијата и начинот на производство во конкретната фирма. Со подпишување на овој меморандум за соработка подетално се дефинират нашите понатамошни активности од месец септември, кога дел од нашите ученици или поточно профилите електротехничар за електроника и телекомуникации и профилот машински техничар би можеле да ја вршат практичната работа во фирмата Амфенол. Значи, од ова година сакаме нашите ученици да
почнат да посетат повеќе фирми, меѓу кои и Амфенол, со цел да стекнат практични знаења употребливи понатаму за нивната иднина, да може да дојдат веќе припремани во фермите. Очекувам оваа успешна и плодна соработка понатаму. И од американската Амфенол задоволни од потпишувањето на меморандумот, бидејќи со тоа добиваат нови обучени кадри за вработување во нивната компанија. За двете страни и посебно за учениците, ова ќе биде еден поттик за подетелна и поголема соработка, бидејќи Амфенол како корпорација има проект во Македонија кој што е релативно голем и за овој регион доста значаен. Меѓутоа, локацијата Македонија и Кочани пред се е изберена поради тоа што има добри предуслови, индустријска традиција и пред се извор на квалификувана работна рака и техничко училиште кое што е во рамките на градот. Сметаме дека со поддршка од Средното техничко училиште ќе успееме да регрутираме нови млади кадри кои што се потребни во наредниот период, а ние од наша страна можеме да им понудиме усовршување за најдобрите обуки во странство и најсовремени методи и начини на работа. Секако дека можеме да земеме обврска дека најдобрите ученици кои што ќе бидат во генерацијата, ќе ги преземеме, ќе им понудиме работа за тие кои што нема да продолжат со натамошното школување и мислам дека тоа ќе биде на задоволство на сите три страни. Средното општинско училиште Гошо Викентиев одлично соработува и со останатите компании од општина Кочани. Започна пробивањето и изградбата на последните 1500 метри од регионалниот пат Видовиште Теранци, кој ќе овозможи поврзување на општините Зрновци и Чешиново Облешево. Инвеститор е Агенцијата за патишта, а изведувач на работите градежното предпријатие Пелагонија. Градежната механизација на Пелагонија денеска започна со пробивање и проширување на последната делница од регионалниот пат кој ги поврзува селата Видовиште и Теранци во должина од 1,5 километри. Финансиските средства ги обезбеди Агенцијата за патишта на Република Македонија. На стартот на работите градежниците ги посети градоначалникот Коста Деничков, кој за телевизија Кочани изјави: Веќе започна активностите на регионалниот пат што ги поврзува двете општини, тоа е општината Зрновци и општината Чешиново Облешево, поточно населените места, значи Видовиште со село Теранци. Веќе се машините на самиот терен, како што гледате и самите, дека започнуваме со работа или поточно со градежните активности. Изведувач на ова е Македонија пат, со тоа што се надевам дека ќе олеснеме на околност на општина Зрновци, со тоа што ќе биде поблиску и до големите градишта, значи поскратен пат што го имаат проблемот со нивниот мост, и се надевам дека во најбрзо време ќе биде реализирано овој пат и со тоа што можеме да заклучиме дека патот ќе биде на олеснителна околност за граѓаните на општина Зрновци, поточно и на граѓаните на општина Чешиново Облешево. И со тоа се надам дека во програмата влезен до 2017 овој пат да веќе биде реализиран до село Аргулица, со тоа што ќе поврземе и трета општина, тоа поточно општината Карвинци, и се надам дека во најбрзо време ќе биде завршен овој пат. Довршувањето на оваа делница ќе биде од особено значење и за жителите на општина Зрновци, кои преку него комуникацијата со магистралниот пат Кочани-Штип значително ќе ја скратат. Ли остана делница од 1400 метри, веќе средства се обезбедени, изведувач на работите е Македонија пат, овие средства се преку јавното предпријатие за државни патишта, така да навистина сме крајно задоволни, што е за кратко време, значи за неполна една година целосно овој пат ќе биде завршен, бидејќи навистина овде очекуваме дека комуникацијата на луѓе, стоки, превозот, значи ќе ни се олесни, пристапноста до магистралниот пат ќе биде многу побрза, така да очекуваме дека ова ќе допринесе за развој на нашата општина. А оваа делница, преостаната делница, што останува, припаѓа во атарот на село Теранци, под општина Чешиново Облешево, нивна врската понатаму, значи да извршат околчување, мерење на патот, околу имовинските правни односи на граѓаните. Јас овде не очекувам дека ќе има некој проблем, така да за неколку месеци веројатно че овој пат ќе биде целосно изграден. Инаку досега изградените околу 3 километри од патот кој ги поврзува двете села се во функција и овде се одвива зголемена фреквенција. На денешната бизнис средба помеѓу Унгарската трговска комора и градоначалниците од 5 општини од источниот регион
Беа презентирани можностите за соработка помеѓу компаниите на двете земји. Представниците на двете страни очекуваат конкретни договори и значајни стопански ефекти. Во хотелот Национал во Кочани денеска се одржа бизнис презентација на можностите за соработка помеѓу македонски и унгарски компании. На средбата присуствува представници на Унгарската национална трговска комора во Македонија, а домаќини беа градоначалниците и представници на локалните самоуправи од општините Кочани, Виница, Македонска Каменица, Пробишти, Пичешиново, Блешево. Презентацијата на Унгарската национална трговска комора му беше доверена на Ласло Балок, одговорен за Балканот, а бизнис можностите ги образложи Сашо Јанакиевски. Во рамките на презентацијата, амбасадорот на Унгарија во Македонија, доктор Јожеф Бенце, ја даде следнава изјава за медиумите. Az egy éve megalakított Унгарска национална трговска куќа, односно нејзиното представништво во Скопје, во изминатите една година од основањето одржа повеќе економски роудшоу низ Македонија и еве сега стигнавме и до Кочани. На стопанствениците од овој регион би сакали да прикажеме оние можности што нуди Унгарската национална трговска куќа за воспоставување и развивање на меѓусебни односи и соработки од заемна корист и можности кои би можеле да искористат во соработката со унгарските стопанственици. Доколку ги гледаме последните 15 години од економската соработка, можеме да кажеме дека врвот достигнавме во ланската година, каде што меѓусобна стоковна размена помеѓу Унгарија и Македонија изнесуваше 150 милиони евра. Би сакале да ова размена ја зголемиме и тоа врз база на заемна корист. nyilvánvaló az állami szinten, tehát a legmagasabb. Унгарија е една од водечките земји во Европа кои што има производство на автоделови. Значи, знајќи дека во овој регион има и прехрана, и автоиндустрија, и тешка и лесна индустрија. Во Унгарија постојат 4 фабрики кои што се во сферата на аутоиндустријата, значи фирмата Opel прави мотори за Opel, фирмата Сузуки целокупното производство го има во Унгарија, Мерцедес во Кечкемет исто дел од нивните производите и Ауди во околината на Веспрем. Така да нивната соработка со Македонија мислам дека ќе води во плод. Домаќинот, градоначалникот на општина Кочани Ратко Димитровски, за оваа значајна средба истакна. Ние од овде можеме да им понудиме од нашите општини, значи овој микрорегион кој што го составуваме општините кои што сме овде присутни, можеме да им понудиме нашите капацитети од земјоделството, нашите капацитети од преработувачката индустрија, нашите капацитети од текстилот и воопшто од сето она кое што го имаме овде на располагање. Ние како носители, како градоначалници можеме да ги оствариме контактите, останува на стопанствениците да конкретните сделки, конкретните работи, конкретните контакти ги остварат подоцна. Кочани е прва општина во Република Македонија која се има збратимено со една унгарска општина, значи тоа е општина за Сигет Сен Миклош и можам да кажам дека искуството покажува дека си имаме една мощна добра соработка. Моментално имаме една делегација која што е на гастрофестот во Сигет Сен Миклош, каде што ги презентираме нашите национални производи, како што е оризот, како што е тавата, како што е лапата и така натаму. Имаме соработка во културниот дел, во спортскиот дел и во стопанскиот дел, имаме соработка помеѓу наши компании од Кочани и Сигет Сен Миклош. Ова искуство би требало да го применат и на другите општини. Потенцијалите, ресурсите и можностите за соработка ги презентираа и представници на секоја од 5 општини поединечно. Полициските службеници од Кочани денеска го одбележаа 7 мај со прием на гости од општинските институции, како и учениците од основното училиште Свети Кирил и Методи. Во рамките на одбележување на 7 мај денот на полициските службеници, утро во полициската станица Кочани ја посетија учениците од основното училиште Свети Кирил и Методи и се запознаа со работата на полициската станица. При посетата на учениците во полициската станица ги запознавме што работат полициските службеници, кои работи и работни задачи ги извршуваат, каде може да се најдат полициските службеници. Потоа учениците ги упативме, односно им покажавме канцелариите каде што се издаваат лични документи, возачки, лични карти, потоа во дежурната служба каде се пријавуваат настани и
Учениците значи се задоволни од оваа посета и вакви посети ќе организираме и во наредниот период. Полициските службеници од Кочани попладнево организираа и свечен коктел на кој беа поканети гости од сите јавни институции од општината и заеднички го одбележаа овој ден. Успешната реализација на овие активности е знак на одличната соработка што имаат полициската станица Кочани заедно со основните училишта и со останатите институции. Од наредниот вторник започнува јавната расправа за новиот генерален урбанистички план на Кочани. Расправата ќе се одржи во салата на Советот на општина Кочани со почеток во 11 часот и 30 минути. Процедурата за донесување на нов генерален урбанистички план на градот Кочани веќе е започната. Членовите на Советот на општината на последната 31 седница расправаа по документите за донесување на генерален урбанистички план за периодот 2013-2023 година. Овој процес ние го почнавме 2013 година, овој процес трае година и пол, скоро 2 години. Овој процес треба да заврши наредните фази на него се расправа и за тоа токму си и обраќаме од овде кон сите вас, вие како советници треба да се вклучите во расправата која што ќе биде организирана на 12 мај. Оваа расправа ќе се одвива во што е можно поширок круг и на институции, и на стручни лица, и на сите заинтересирани граѓани. И ова моје обраќање е еден повик до сите оние кои што се заинтересирани да дојдат на оваа стручна расправа што ќе биде, за да можат да ги дадат своите предлози, како што имавме и денеска, 2 конкретни прашања, 2 конкретни предлога. А после тоа, изведувачот на работите ќе заедно со нашите стручни служби ќе имаат кои ќе бидат прифатени, кои нема да бидат прифатени. Односно за секој од предлозите ќе се даде образложение, за да можеме што поскоро ние да го усвоиме генералниот урбанистички план, бидејќи тоа е документ кој што е основа понатаму за целокупниот развој на општината Кочани, односно за изработка на детални урбанистички планови. Територијата на градот во иднина ќе биде поделена на 14 градски четврти. Површината на планскиот опфат во проширените граници ќе зафаќа близу 1042 хектари. Локалната самоуправа е носител на активностите за ГУПот на Кочани. Закажува јавна расправа која ќе се одржи идниот вторник со почеток во 11 часот и 30 минути во салата на Советот на општината. Во расправата може да учествуваат граѓаните, органите на државната управа и другите правни лица кои ги вршат работите од областа на образованието, земјоделството, водостопанството, заштитата и спасувањето, противпожарната заштита, здравствената заштита, транспортот и врските и државните патишта. Повикот важи и за правните лица кои вршат комунални работи, односно стопанисување со комуналните инфраструктурни мрежи, како што се водовод, канализација, топловод, електрично напојување, фиксна телефонија и други дејности. Забелешките по нацрт планот треба да се достават во рок од 10 дена од одржувањето на јавната расправа. Графичкиот прилог на нацрт планот е изложен на огласната табла пред зградата на општина Кочани и на веб страницата на општината. Заврши рокот за прејавување на средношколците за полагање државна матура. Во Средното општинско училиште Љупчо Сантов 188 ученици се пријавени за полагање на државната матура, која ќе се полага во месец јуни и август. Рокот за прејавување за полагање на државната матура за средношколците заврши. Во Средното општинско училиште Љупчо Сантов се пријавени 188 ученици, истакна заменик директорот Тоше Филипов. Во учебната 2014-2015 година ќе се полага државната матура во 2 испитни рока, а тоа е јунскиот и августовскиот испитен рок. Од нашето училиште со Љупчо Сантов од Кочани има пријавено 188 кандидати за полагање на истата, од кои што 76 се во гимназиското, а 112 во економските паралелки. Екстерните испити од државната матура по мајчин јазик и литература ќе се реализираат на 11 јуни, по странски јазик на 15, математика на 17, хемија, физика, биологија, историја, бизнис, филозофија и естетика на 19 јуни.
Сите испити, како што соопшти Државниот испитен центар, почнуваат во 10 часот. Прелиминарните резултати од екстерните испити на кандидатите ќе им бидат достапни најдоцна 30 дена од спроведувањето на последниот екстерен испит. Државниот испитен центар информира дека полагањето на тестовите државна матура, која во учебната 2014-2015 година ќе се имплементира согласно досегашната концепција за државна матура и завршен испит, ќе се врши единствено во писмена форма и предметот математика ќе биде изборен за сите ученици. Министерството за образование и наука ги објави прашањата предвидени за екстерното тестирање на учениците во основното образование за учебната 2014-2015 година. Да ја информираме јавноста дека од денеска, односно од вчерашниот ден, од после 20 часот на страната прашања externo.dic.edu.mk се објавени комплетно сите прашања кои ќе бидат застапени на екстерното проверување за учебната 2014-2015 година. Вкупно се 445.700 прашања на јазиците кои се застапени во Република Македонија, односно за наставен предмет кој е застапен со 1 час неделно се генерирани 100 прашања, за предмет со 2 часа неделно 200 прашања, односно за наставен предмет со 3 часа неделно 300 прашања. Ова известување е поточно да се учениците, наставниот кадар и впрочем и секој граѓанин на Република Македонија на оваа страна може да ги разгледа, да ги погледне прашањата и секое воочување на некој недостаток или прашање кое не кореспондира со наставниот предмет, кое можно е да се случи, иако од година во година тие пропусти се се помали и помали во екстерното проверување, може да на оваа адреса да испрати мејл, така што комисијата формирана во Министерството за образование и наука, односно Државниот испитен центар, ќе го земе во предвид тој имейл и прашањето најверојатно ќе, ако е корекцијата во правец дека тоа прашање не треба да биде поставено така или не треба да биде во тој наставен предмет, ќе биде исправено. Оваа можност граѓаните на Република Македонија ќе имат до 14 мај, каде што после 14 мај дефинитивно прашањата ќе бидат објавени, односно ќе бидат тие прашања кои ќе бидат застапени на екстерното проверување. Во основното училиште Марина Попиванова во Кочани вчера се одржа манифестацијата Пионерски семафор 2015 година. Најдобри резултати постигна учениците под менторство на наставничката по техничко образование Мариетка Стојанова. Основното училиште Малина Попиванова од Кочани вчера беше домакин на општинскиот надпревар Пионерски семафор 2015 година, кој традиционално се одржува секоја година во општината. Учествуваа екипи од сите основни училишта од општина Кочани. Најголем успех постигна учениците од основните училишта Малина Попиванова од Кочани и основното училиште Крсте Петков Мисирков од населбата Оризари, под менторство на наставничката по техничко образование Мариетка Стојанова. По категории, овие ученици од овие две училишта ги постигнаа следните резултати. Мала група девојчиња Јована Постолова, основно училиште Крсте Петков Мисирков Оризари и Христина Крстова од основното училиште Малина Попиванова. Кај малата група машки Денис Јангелов од Крсте Петков Мисирков и Дарко Златков од Малина Попиванова постигнаа солидни резултати. Кај големата група се постигнати следните резултати: Александар Глигоровски од Малина Попиванова и Ивана Димитрова од Малина Попиванова. Најуспешните поединци ќе земат учество на регионалниот надпревар Пионерски семафор 2015 година, кој е планирано да се одржи наредната недела во Кочани. За вистината за новото чудо во Лесновскиот манастир, кога девојче чудесно се излекувало од недиагностицирана болест, изјава од митрополитот Брегалнички господин Иларион. Дека Бог постојано прави чуда, говори настанот што се случи на првиот ден Великден во манастирот Свети Гаврил Лесновски во Лесново. Имено 13-годишно девојче од Кочани, по промислата Божја и по молитвите на отец Гаврил Светогорец, чудесно се излекувало од недиагностицирана болест и од тешка состојба во која се наоѓало. Настанот ја вознемири овдешната јавност која е восхитена од чудата Божји во Лесновскиот манастир. И митрополитот Брегалнички, господин Иларион, со кажување за настанот. Најновото чудо што се случи во Лесновскиот манастир, од најновиот светител, Божјиот угодник, светиот епископ Велички Гаврил, Бог во овие паскални денови
ја покаже уште еднаш својата милост, својата човеколюбивост, својата моќ на исцеление, на лекарство преку своите избраници, но исто така сакаше на верните да им ја соопшти радосната вест, да ги утврди во верата, на залутаните да ги прибере и на оние кои што ја оговарат и озборуваат црквата и свештенството да ги посрами, бидејќи навистина Господ постои и црквата е единствената вистина, бидејќи Господ Бог раководи со неја и благодата на Светиот Дух, и мајката црква сите не прибира како кокошката своите пилиња, не заштитува и не носи и не води кон вечноста, кон Царството Небесно, а пак овде во земскиот живот, подарувајќи ни душевно и телесно здравје и заштитувајќи ни, сочувајќи ни од секакво зло и од секакви неволји, напасти и беди. Вакви и слични чуда се прераскажуваат меѓу народот. Од Лесновскиот манастир многу луѓе биле излекувани, брачни парови добиле пород, а чудата Божји секојдневно се изненадување за самите верници. Заврши централното издание на Дневникот на телевизија Кочани. Ви благодариме за вниманието со кое не следевте. Имајте пријатна вечер. Довидување.